Днес го имаме предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за инспекција на труд по скратена постапка. Имено и јас би се осврнал на тие истите проблеми. Донесуваме еден значаен Закон за инспекцијски надзор во скратена постапка, со што ја избегнуваме можноста за дискусија и избегнуваме можноста за да можеме ние како опозиција да интервенираме во законот. Дополнително она што треба да ја загрижи власт и треба да ве загрижи да ве замисли сите вас. Денеска, на крајот на 2020 донесувате Закон за изменување и дополнување за Законот за инспекција на труд по скратена постапка, а без притоа во Законот за инспекција на труд да е регулирана работата од далечина, односно атипичната форма на вработување. Донесувате закон без измени за начинот на вршење на инспекцијски надзор во година во која што имате од 50 до 60.000 невработени и кога огромен број од вработените работат од дома. Вие тоа во овој закон не го предвидувате и ние немавме начин да интервенираме во законот затоа што станува збор за закон по скратена постапка. Донесувате закон за трудова инспекција, а јас ве уверувам според истражувањата дека трудовиот инспекторат убедливо ја има најниската доверба од сите институции во државата. Само да знаете, оттаму од каде што доаѓам, ги гледав истражувањата од општините во источниот регион за доверба на вработените во приватниот сектор од постапувањето на трудовиот инспекторат. Имено во тој регион постојат фирми од текстилната индустрија, градежништво и рударство, индустрии кои што важат како гранки каде што најмногу се кршат работничките права. Дополнителна бариера на вработените во овие сектори е затварањето на канцелариите на Сојузот на синдикатите, а тие се ретки освен во рудниците Саса и Тораница. За вработените од сите останати фирми од регионот, од источниот регион, единствена институција каде што можат да побараат заштита на работничките права е трудовиот инспекторат. И во истражувањата кои што ги гледав, кои што користеле различни податоци, и тоа се барање за слободен пристап до информации од јавен карактер, кои што се доставени токму до државниот трудов инспекторат, во кој што има сведочење од вработени, во кој што има анализа на податоци за пријави од вработени кон граѓански организации, сведочење на представници од бизнис секторот и согласно сите добиени податоци, се гледа дека задоволството на граѓаните од квалитетот на институцијата трудов инспекторат е повеќе од незадоволително. Сомнителен и начинот на функционирање на вработените во инспекторатот поради игнорирање на пријавите од работниците, релативизирање на состојбите со индиции дека постои силна спрега помеѓу бизнисот и помеѓу бизнис интересите. Доказ за тоа се огромниот број на преставки до граѓанскиот сектор наспроти пријавите кон трудовиот инспекторат. Само да ви кажам бројките. Например, постапување трудов инспекторат 2017 за Штип, Проби, Штип, Кочани, Виница, Делчево и Берово. Имате 216 во Штип, 54 Проби, Штип, 250 Кочани, 5 Виница, 35 Делчево, 6 Берово. Вкупно, ако ги соберете, ќе видите дека имате 398 преставки, а до Хелшинскиот комитет помош побарале 2348 лица, што ви укажува дека немаат граѓаните, односно вработените, немаат доверба во инспекторатот, а со овој предлог закон не се прави ништо таа ситуација се подобри. Сликата 2018 иста. Имаме зголемување на пријавите кон инспекторатот за 12%, меѓутоа имаме 20 до 30% зголемување до невладините организации. 2019 и 2020 трендот е исти. Бројот на пријави кон инспекторатот и кон невладиниот сектор е 1:4 или 1:5. Ако 500 луѓе пријавиле во инспекторатот, значи дека во невладините пријавиле 2, 2,5 или 3.000 луѓе. Оделенијата за инспекторатот немаат функционални веб страници и тоа не го регулирате со овој закон, а доколку поднесете преставка до Државниот трудов инспекторат, немате никаков доказ дека сте поднеле преставка. Втора работа, не се пристапни канцелариите. Например, службата за трудов инспекторат во Делчево не е обележена со знак дека таму се наоѓа оваа институција или знакот е скриен на тој начин што граѓаните реагираат до нас дека не е видливо означен.
И во Делчево и во Кочани канцелариите се наоѓаат на вториот спрат и немаат пристап лица со инвалидитет. Истата слика е во Кочани, истата слика е во Делчево. Немавме ние начин затоа што е скратена постапка да интервенираме во овој закон за да можат тие работи да се подобрат. Дополнително анализа на варијаблите, односно поднесени представки, укажување едукации, решенија за утврдени неправилности и поднесени прекршочни пријави, што заборавив да споменам. И покрај големиот број на пријави, бројот на прекршочни пријави од овие општини во 2017-18 е 0, а има само 5 во 2019. Гледаме дека многу повисока е доверба на граѓанските организации, затоа што според изјавите на граѓаните тие се осеќаат таму дека се позаштитени кога пријавуваат. Стравот дека доколку пријавите неправилност, можете да останете без работа е констатиран од многобројни индивидуални интервјуи и од претходни укажувања. Видовме многу интервјуа на телевизија од текстилна работничка која што добила закана од трудови инспектори, две господи, ќе го издвојам ова, две господи текстилни работнички од село Црник, кои што си имаат обратено... Тоа нема никаква врска со закон. Ако нема врска, трудов инспекторат... Трудов инспекторат... Значи, јас сум должен да ве опоменам... Така е, за законот зборувам. До точката на дневен ред. Стопирайте го време. Само момент. Така е. Уште една работа во насока, во насока на вашата реакција, само да ви објаснам. Само да ви објаснам, ми тече времето. Не, стопирайте го времето. Стопирано ви е времето. Значи, колега Левков, јас ќе ви дозволам да продолжите, ќе ве замолам да се држите тоа и деловнички така до точката на дневен ред, но не можам да прифатам процедуралната ваша забелешка дека собранието не ви дозволило да учествувате во амандманската расправа. Тоа едноставно е лага и тоа мора да го констатирам. Ова е закон во второ и трето читање. Значи законот по скратена постапка секој пратеник имал можност да поднесе амандмани. Така е. Ако вие не сте поднели, тоа е ваш проблем. Тоа не е проблем на собранието. Само сакам да исправам таа неточност која што ја кажате. Ма не сте во право, ние можеме да Така е, благодарам на забелешката, меѓутоа ние во скратена постапка можеме да реагираме само во членовите кои што се изменуваат, а не можеме да вршиме интервенции на други места. Еве, кажете дали е така или не е така. Дали можеме да предвидиме контрола за работа од далечина да предложам таков амандман? Еве, кажете и на јавност. Колега Миле, сте можеле да предложите амандман со кој предлагате контрола на работа од далечина? Председателе, су можел или не? Подпредседател. Значи, со мене немате ни реплика, ни контрреплика. Говорете кон пленумот. Се аргументирам. Некоја забелешка, една од работите исто така кои што реагираат колегите, кои што ве слушнав дека на претходните дискутанти и им викавте постојат институции, да знаете една од најчестите одговори на трудовите инспектори е токму таа. Ги упатуваат работниците да водат судски постапки. Дали знаете исто така дека не постапуваат по пријавување на мобинг? Имаме решение со кои што тие ги отфрлаат и се прогласуваат себе си за ненадлежни. Зарем не требаше тоа? Токму и за целта на законот зборуваме. Затоа ви кажувам зошто нема да ја добиете поддршката, меѓутоа и ви најавувам дека ние ќе предложиме предлог закон за измена во кој што ќе очекуваме поддршка, во кој што ќе биде вклучена и контролата на работата од далечина, ќе се предвиди како ќе постапуваат инспекторите. Во тој предлог оделенијата на трудовиот инспекторат ќе треба видно да ги обележат своите канцеларии и да обезбедат пристап за лица со физичка попреченост. Дополнително ќе треба да назначат лице со кое што би комуницирало лицето со попреченост, а на таблата да има телефонски број од лицето. Трудовите инспектори на секоја фабрика на видливо место да ги постават телефонските броеви и тоа по пример со познатата пракса од пазарниот инспекторат. Пријавувањето во трудовиот инспекторат да не биде само во канцеларија и по интернет. Пријавувачите да бидат заштитени од мобинг и да се одредат квалитетни законски одредби кои нема да можат да бидат своеволно толкувани и нема да бидат оставени на милоста и немилоста на газдите. Оној, како што го споменав, кој што велел дека секој ден, односно 2 пати во месецот пие кафе со премиерот Заев.
трудовиот инспектор да реагира во рок од 5 дена, а не во рок од 15, и трудовите инспектори да сведочат во судски постапки и кривично да одговараат во случај на одбивање да сведочат. Или да ги релативизираат фактите и да даваат лажни искази. Исто така, потребно е да одговараат за заплашување на работниците или избегнување да постапат, бидејќи нивни блиски работат во посочените фирми. Токму поради ова нема да добиете поддршката, бидејќи на крајот на 2020 имам измена на законот за трудов инспекторат, без да ги внесеме најважните одредби и најважните забелешки. Очигледно владата е слепа и глува што се случува на терен, а со ваквите измени покажуваат дека не сакат ни да слушнат. Ви благодарам. Благодарам. Сега колега Левков, бидејќи